civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Изборниот процес досега се одбива сосема коректно, сосема според сите протоколи се спазуваат нормално, нели? Се наоѓаме во ситуација светска пандемија и така да самата кампања се одбива во најмногу преку медиумите и преку телевизиите. Морам да и се заблагодарам и на другите кандидати што го почитуваат тој ред. За мене пред секи биде преголема чест да се биде татко на градо, а воедно и голема обврска е тоа. Јас, ако станам градоначалник на Штип, значи ќе бидам градоначалник за сите подеднакво, за сите граѓани на Штип, без разлика на етничка и политичка, верска припадност. Значи, ќе бидам човек кој ќе врати довербата во системот и ќе се потрудам за развојот на Штип. Да го добие епитетот центар на источниот регион, како што го нарекуваат. Томеро и јас, како неизин градоначалнички кандидат, ветуваме дека ќе ни биде подеднакво важна секоја педа од општина Штип. Значи, пред се, со оглед на тоа дека се работи за краток временски период, не можеме многу да направиме, се работи за 10 месеци. Јас ќе се потрудам со силна мотивираност и со помош на локалната самоуправа да ги решаваме конкретните проблеми на граѓаните. Пред се, значи, дел од програмата на кој ќе се фокусирам на почетокот е обнова на водоводната инсталација во цела општина Штип, асфалтирање на улиците во општината, било градски, приградски или селски, улично осветлување и канти за отпадоци на секои 100 метри во општината, изградба на подземни контейнери за отпад, каде ќе се рециклира отпадот и со тоа ќе се влијае на еколошката чистота на градот. Ревитализација на Бања Кежевица со јавно-приватно партнерство да се обезбедат пари за темелна реконструкција и на бањскиот и на сместувачките капацитети по модел на европските бањи, со што може да стане туристичка мека во општината. Воведување на градски превоз со повеќе автобуски линии, организирано од ново јавно предпријатие за превоз, во кој се одлука на Советот ќе биде дозволен и приватен автобуски превоз, во кој со одлука на Советот ќе биде дозволен и приватен автобуски превоз под посебни еколошки норми за возилото. Воведување на бесплатен превоз за сите деца од 9-летките кои живеат во селските населби на општина Штип, со нивно носење и враќање до домовите за време на училишната настава, на начин како што тоа се прави насекаде во Европа. Професионализирање на фестивалот Макфест под надлежност на град Штип, дом на млади, да се издвојат повеќе пари за дејност на институцијата, дејност која целосно ќе биде свртена кон младите. Финансирање на секции од типот драмска, музичка, ликовна, хор, градски оркестар, литература, филм и слично. Општината финансиски да ги поддржува културно-уметничките самодејности, особено кога станува збор за меѓународна презентација на македонската култура и уметност. Мултимедијален центар Киро Глигоров, поради промашените архитектонски решенија, потребна е санација на објектот и поинаква поставеност со цел зголемување на
реализираните програми. Потребно е неизменно преобразување во посебен правен субјект. Таму според мене е најидеално да се инвестира во киносала. Ветувам одлучна борба со урбаната мафија и следување на урбаниот хаос. Штип, како најголем центар во источниот дел на Македонија, мора да биде центар во вистинска смисла на зборот. Ветувам дека ќе се залагам за запирање на процесот на депопулација во градот, а посебно за младите во Штип, кои треба да бидат главни двигатели на овој процес, бидејќи младите се нашата иднина. Изградба на студентски дом во кој би функционирала студентска менза, која би допринела за потребите на студентите и за намалување на невработеност. Исто и во сите основни и средни училишта да има по една таква менза, каде што ќе се хранат учениците. Штип е единствениот регионален центар кој нема соодветна спортска сала, што е несфатливо и недозволиво. Екипниот и поединичниот спорт, за жално на вистините е без кров над глава. Жално е да се гледа град со 60.000 жители да нема спортска сала. Затоа мој приоритет ќе биде во иднина мултифункционална спортска сала со 7.000 гледачи, во која ќе се развива врвен ракомет, одбојка, кошарка, но и поединечни спортови, како што е случај на секаде во Европа. Објектот мора да биде со големина над 7.000 гледачи заради исполнување на нормите за одржување на меѓународни надпревари од европски и светски ранг, како најважен предуслов за организација. Нашиот Штип никогаш немал голема спортска манифестација, ниту пак некогаш Штипјани имале можност да бидат непосредни домакини и сведоци на настан што заслужуваат да го видат. За средување на сообраќајниот хаос во градот, итна изградба на 2 катни гаражи, и тоа е една во центарот помеѓу хотелот Гарни и трговскиот центар, и другата кај градскиот пазар. Буџетот на град Штип ќе обезбедува редовно финансирање на врвниот спорт, но и на сите поединечни врвни спортисти со стапка во буџетот од 12%. Јас ги повикувам сите граѓани на Штип на 13 декември најмасовно да излезат, нормално спроведувајќи сите протоколи за заштита, најмасовно да излезат и да го дадат својот глас за реден број 7, за Лазар Наумов, за промени, да се направат промени во овој град. И со тие промени и заедно да ја дадеме црвен картон на оваа ненародна, нелегитимна и недемократска власт. Промените да почнат од овде. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.